Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. И покрај намалувањето на дневните температури, пожарите се уште го земаат данокот и денеска активен пожарот во Прилепско кај селото Беловодица. Институтот за старословенска култура ќе врши истражувања од национален интерес. Crossroad Blues Band во рамките на манифестацијата од нула до култура ќе настапат вечер на Камената бина. Во ликовната галерија утре вечер ќе биде отворена изложбата Уметничкиот сон од познатиот уметник Методи Исков. Времето денеска сончево и топло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Три пожари се уште активни на територијата на Македонија. Според податоците на Центарот за управување со кризи, гори на територија на општините Македонски Брод, Прилеп и на Маврово и Ростуше. Во Јасено пожарена е мешана шума, а на подрачјето на село Беловодица гори букова шума. На територија на село Церово зафатени се нискостеблеста дабова шума и сеча. Поради пожар во Националниот парк Јасен, регионалниот пат Македонски Брод Скопје е затворен за секаков вид на возила. Институтот за старословенска култура од Прилеп ќе го реализира проектот Византиски монашки центри во Македонија, традиција и континуитет, со кој ќе се вршат истражувања што се од висок стратешки и национален интерес за нашата држава, со што се вложува во забрзан развој на науката. Со буџет за целата 2025 година од 680 милиони денари, што е речиси двојно зголемување во споредба со претходната година, ќе се истражува континуитетот на културните, уметничките и духовните манифестации во некои од најзначајните манастирски центри во Македонија. Ова доаѓа по потпишаниот договор меѓу Институтот за старословенска култура Прилеп и Министерството за образование и наука. Со проектот Византиски монашки центри во Македонија, традиција и континуитет кој има мултидисциплинарен карактер, истражувањето ќе се фокусира на континуитетот на човечкото присуство и културните процеси од античкиот период преку рано христијанството и средновековието па се до денес.
Во фокусот на истражувањето ќе бидат манастирските центри Свети Пантелеймон, Свети Климент Плаушник, Успение на Пресвета Богородица Трескавец, Свети Никола, село Манастир, Мариово, Свето Преображение Зрзе, Свети Димитрија Чебрен, Света Богородица Елеуса Велјуса и други. Овие манастири се избрани поради нивната исклучителна важност како духовни, културни и уметнички жаришта. На камената бина, плоштад Александрија во Прилеп, денеска, 21 август, од 21 часот, Crossroad Blues Band во рамките на манифестацијата од нула до култура ќе настапат во чести со почит кон големиот американски блуз гитарист Биби Кинг, со изведба на неговите најпознати музички дела. Crossroad Blues Band е музичка формација од Прилеп, основана кон крајот на минатиот век или поточно во 1997 година од двајца љубители на блуз музиката, Александар Дворчанец Сале и Бранко Нешковски Бане, која низ годините прерасна во сериозен бенд со повеќе од 20 години работа во својот роден град, во речиси сите други градови и места во Македонија. Од 2004 до 2018 година Crossroad настапува на речиси сите престижни фестивали и места во регионот, претежно на Балканот, каде што се цени и се свири блуз музиката. Во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков на 22 август петок од 19 часот и 30 минути ќе биде отворена изложбата Уметничкиот сон од уметникот Методи Исков, што е дел од програмата од областа на визуелни уметности за 2025 година, поддржана од Министерството за култура и туризам. Изложбата Уметничкиот сон е посветена на истражувањето на сонот како символ, инспирација и креативен импулс во уметноста. Секое уметничко дело пред се да се појави во материјална форма, започнува како визија, како интимен миг на замисла или сон што го носи авторот. Токму тој процес од замисла до реализација е централната тема на оваа постапка. Во рамките на изложбата се представени дела од различни жанрови и техники: сликарство, графика, цртеж, скулптура, како и современи визуелни практики. Од полициската хроника бележиме пријави за физички напад и нелегално користење на огнено оружје. На 20 август во 20 часот во ОВР Прилеп од градската болница Прилеп било пријавено дека кај нив со тешки телесни повреди бил донесен лицето МР, 34 годишен од Прилеп. Според пријавеното, тој се здобил со повреди на улица Јоске Јордановски во Прилеп, каде што бил физички нападнат од две лица кои употребиле и остар предмет. На 20 август во 21 часот и 10 минути во Прилеп, полициските службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода лицето ИВ, 43 годишен од Прилеп, постапувајќи по претходна пријава дека во 20 часот и 35 минути на улица Беровска во Прилеп го нарушил јавниот ред и мир со физичка пресметка со лицето БДЖ, 42 годишен од Прилеп. Се преземаат мерки за расчистување на настаните. На 21 август во 3 часот во полициското одделение Ропотово било пријавено дека во селото Житоше Прилепско биле истрелани неколку куршуми од огнено оружје пред влезната врата од дворот на куќата во сопственост на лицето љС, 36 годишен од село Житоше. Увид извршила увидна екипа од ОВР Прилеп и се преземаат мерки за расчистување на настанот. Временска прогноза. Денеска времето сончево и топло со мала локална облачност. Ќе дува умерена наместа и засилен ветер од јужен правец. Во Прилеп ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен југозападен ветер со максимална температура до 32 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре и в сабота во западните и во северните делови ќе има услови за повремен локален дожд и ретки грмежи. Утре се очекува засилен, повремено и силен ветер од западен и југозападен правец. За време на викендот, ветрот ќе го промени правецот во северен со умерен, а вдолж поврдарието повремено ќе дува со засилен интензитет. Температурите ќе бидат во опаѓање. Временска прогноза.
Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.